Почнува ново издание на регионалните вести. Се одбележа денот на ослободување на Тетово 19 ноември. Пред споменикот на револуцијата во Тетово букети цвеќиња положија здруженија, политички партии и организации. 19 ноември денот на ослободувањето на Тетово и 71 годишнината, што представува и целосно ослободување на Република Македонија, денес беше пригодно одбележан пред споменикот на револуцијата во Тетово. По интонирањето на македонската химна и едноминутното молчење за оддавање почит на паднатите борци, букети свежи цвеќиња положија делегации на Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово, Сојузот на борци од Гостивар, Командата на гарнизонот Кузман Јосифовски Питу во Тетово, Организацијата на резервните официри на Тетово, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово, Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Тетово, Сојузот на војни инвалиди, Сдруженијето на пензионери од Тетово, Српската заедница регионален одбор Тетово, Сдруженијето на Срби и македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка, фамилии на паднатите борци и децата со вработените од детската градинка Младост во објектот Стара градинка. За значењето на денешниот датум со пригоден реферат се усврна Стојан Петрушевски од Сдруженијето на борци на Тетово. На 19 ноември 1941 година единиците на македонската војска влегоа во Тетово без да им се пружи некаков отпор. Поголема група младинци скоевци символично во центарот на Тетово ја превзедоа власта со разоружување на една непријателска група. Со ослободувањето на Тетово, а со тоа и конечното ослободување на Македонија, се покажа како оправдано водењето на народно-ослободителната и антифашистичка војна, што доведе до национална слобода на македонскиот народ и создавање на современа македонска држава. Граѓаните на Тетово со радост ја пречека народната војска. Македонскиот народ имаше огромен придонес во народно-ослободителната и антифашистичка војна, што ја плати со околу 24.000 жртви. Голем број наши сограѓани, борци од Тетово и Тетовско, зедоа активно учество во војната, од кои 360 од сите етнички заедници го положија својот млад живот. Меѓу нив животот го дадоа и народните херои Тодор Циповски Мерџан и Ѓоце Стојчевски Амбарче. Од тие причини, заради големиот број жртви, должни сме со почит и признание да гледаме кон придобивките од народно-ослободителната војна, да ја негуваме и во тој дух да ја воспитуваме младата генерација. По ослободувањето само за неколку години, Тетово со својата околина стана пристојно место за живење и постигна севкупен развој. Се отворија фабрики, како што се Тетекс, Јуохром, Шикелак, Житополок и други, кои ангажираа голем број на работници. Се отвораа основни и средни училишта на мајчин јазик, се развиваа разни спортски дисциплини, се ширеа културни настани и друго. Општина Тетово денес немаше своја делегација на одбележувањето на денот на ослободување на Тетово. Одбележувајќи го овој најзначаен датум од историјата на Тетово и Тетовско, не можеме а да не укажеме на несватливиот однос на локалната самоуправа кон овој празник. Општината со своите органи и тела има обврска да биде носител при одбележувањето на сите државни и локални празници, па со тоа и на 19 ноември. Организатор на годинешното одбележување на ослободувањето на Тетово е Општинската организација на Сојузот на борци од Тетово. Сојузот на борци на денешното чествување упати критика до локалната самоуправа, која се уште не ги вратила спомен бистите на народните херои Тодор Циповски Мерџан и Ѓоце Стојчевски Амбарче. Овие две обележија беа отстранети од градскиот плоштад пред 10 години поради негова реконструкција.
Сојузот на борци на годинешново чествување на денот на ослободување на Тетово немаше можност да се поклони пред спомен бистите на хероите Тодор Циповски Мерџан и Ѓоце Стојчевски Амбарче. Тие се уште не се вратени во центарот на градот, откако пред 10 години општината ги острани поради реконструкција на градскиот плоштад. Од Сојузот велат дека повеќе пати поднеле барање до локалните власти хероите да се вратат, но таму добили одговор дека бистите ќе бидат поставени заедно со споменици од албанската историја, за кои треба да се изработи елаборат. Обележјата кои треба да представуваат гордост на градот не треба да се ставаат во ист кош со споменици кои никогаш не постоеле во Тетово, велат борците. Локалната самоуправа Тетово, општината, нема желба да ги врати бистите на ова место. Дека локалната самоуправа не ја почитува историјата на градот говори незиниот игнорантски однос кон чествувањето на празникот пред споменикот на револуцијата, каде немаше испратен нити еден представник. Тетово, велат борците, е последен град во Македонија кој се ослободил фашистичкиот окупатор и заслужува посебна церемонија, поддржана од локалните, но и од централните власти. Општината со своите органи и тела има обврска да биде носител при одбележувањето на сите државни и локални празници, па со тоа и на 19 ноември. Општината сака да го избрише минатото, вели претседателот на одборот на бранители Марин Најдов. Тој бара локалната власт да ги заштити спомен плочите на загинатите бранители од 2001 година, кои постојано се мета на вандали, но градоначалничката Арифи му одговорила дека не треба да се занимава со историја. Раководните органи во државата да сватат дека оваа држава има устав, има закон и има институции кои што мора да реагираат на еден ваков начин на однесување на општината. Од општината не добивме одговор кога бистите конечно ќе се вратат на местото од каде во 2005 година без никаква одлука беа отстранети. 19 ноември се одбележува како Светски ден за превенција од насилство врз децата. Првата детска амбасада во светот меѓаше веќе 14 години заедно со 240 граѓански организации од 88 земји во светот го одбележува 19 ноември како Светски ден за превенција од насилство врз децата и 20 ноември како Светски ден на детето. Секоја година на овој ден се става акцент на одредена форма на злоупотреба на децата. Оваа година акцентот е ставен на превенција од врсничко насилство. Врсничкото насилство, така наречено булинг, е секоја форма на непосакувано и агресивно однесување во училиштата, кое не застанува таму, туку продолжува да ги следи децата во домот, преку интернет мрежите, социјалните мрежи. Жртви на врсничкото насилство се подеднакво и момчињата и девојчињата без оглед на етничкото или социоекономското потекло. Најчесто жртвите се чувствуваат поразлични од групата врсници, но тоа не значи дека децата треба да се поттикнуваат да ги потиснуваат своите лични карактеристики со цел да се прилагодат на групата на врсници, со што би се избегнал ризикот од булинг. Напротив, треба да се почитува индивидуалноста која со сите своји убавини кои ги носи ја менува динамиката на групата и ја прави поттикнувачка средина за оние кои ја сочинуваат. Превенцијата е најефикасниот облик на борба против злоупотреба на децата, но таа бара мобилни и посветени родители, граѓански организации, медиуми, државни институции на кои приоритет во работата ќе им биде примената и почитувањето на правата на децата, велат од детската амбасада. Значи 19 ноември е меѓународен ден за превенција од насилство. Оваа година акцентот е ставен на булинг или меѓуврсничко насилство. Во Република Македонија има забележано случаи на меѓуврсничко насилство. Некои од случаите се за физичко насилство, некои се за емотивно или психолошко насилство. Ефектите од овој вид на насилство се далеко сежни и може да предизвикаат проблеми по понатамошниот раст и развој на детето. Травмите кои што е еден ученик жртва на булинг може да ги, што ќе ги доживеа, се рефлектираат во неговиот подоцнежен живот. Така да овие возрастни може да бидат со ниска самодоверба, со депресивни епизоди, чести главоболки или развој на психосоматика. И секако во времето кога се случило насилството, децата ги пројавуваат сите овие психосоматски реакции. Важно е на јавноста да знаат дека ваквиот вид на насилство не е наивен и дека е тешко докажливо, особено кога станува збор за психолошко насилство. Доколку родителите, наставниците или стручната служба забележат некакви промени во однесувањето на своите деца или ученици, истото треба да го алармираат или до стручната служба во училиштето
или до соодветни лица психолози, психијатри и психотерапевти, со цел полесно да се надминат овие травми. Најчесто жртви на булинг се деца кои што се чувствуваат поразлично од другите и со цел да се намали виктимизацијата и ризикот од насилство, децата се обидуваат да бидат дел од толпата и да се прилагат на сите барања кои што ги има дадената група. Меѓутоа, како амбасада, треба да ги истакнуваме индивидуалните карактеристики и вредности кои што секој ученик и секој дете и личност ги носи сам со себе, и веќе на такав начин има поголем допринос од групата во која што учествуваат и децата. Во текот на 2014 година има 3 случаи пријавено за психолошко насилство од страна на ученик пред свој соученик и 2 случаи за физичко насилство. Меѓутоа, како и да е, најчесто децата од нашите случаи што се пријавени се жртви на семејно насилство. Од 138 случаи, 16 се деца жртви на семејно насилство. 19 ноември се одбележува како Светски ден за превенција од насилство врз децата, откако во 1959 година Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Декларацијата за правата на детето. Утре, 20 ноември, се одбележува и Светскиот ден на детето, откако на 20 ноември 1989 година Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Конвенцијата за правата на детето. Тетово и оваа сезона е прв на листата по бројот на заболени од грип во земјава. Во Центарот за јавно здравје Тетово во тек е вакцинацијата против ова заразно заболување. По бројот на заболени од грип, Тетово и оваа сезона е прв на листата на градовите во земјава. Само изминатава недела половина од новопријавените случаи се од Тетовско. Инаку досега се евидентирани 181 лице со клиничка слика на ова заразно заболување, или тоа е 40% од вкупниот број на болни во Македонија. Ова е втора година поред како градот Тетово упорно го држи неславното прво место, надминувајќи го и градот Скопје по бројот на заболени од грип. Според податоците на Институтот за јавно здравје, во текот на оваа сезона, освен во Центарот за јавно здравје Тетово, заболени од грип се регистрирани и во Центарот за јавно здравје Куманово 92 лица и во Центарот за јавно здравје Прилеп 67 лица. Најголем број од инфицираните се пријавени во најголемата возрастна група од 15 до 64 годишна возраст, а вирусот најмногу се шири меѓу децата на училишна возраст од 5 до 14 години. За сега најдобрата превенција против сезонскиот грип е вакцинацијата, која се препорачува за лицата со хронични заболувања и лицата со состојби на намален имунитет. Како што ни информираше епидемиолог доктор Сузана Субашиќ при Центарот за јавно здравје Тетово, годинава се набавени повеќе дози од вакцините за да бидат опфатени сите заинтересирани граѓани. Вакцинацијата продолжува и овој месец ноември и во декември, односно до потрошување на залихите. Инаку грипот е можно заразно заболување, започнува нагло по 1 до 2 дена од заразувањето. Симптомите на грипот се висока температура, треска, главоболка, загубен апетит, затнат нос и сува кашлица. Болеста без компликации трае 5 до 7 денови, но болниот подолго време потоа чувствува физичка и психичка исцрпеност. Компликациите, како што се воспаление на белите дробови или средното уво, се можни кај мали деца и постари луѓе. Затоа лекарите апелираат граѓаните да преземат општи превентивни мерки за да не доаѓа до ширење на ова заразно заболување, како што е внесување течности и витамини за да се зголеми отпорноста на организмот, проветрување на домовите и работните простории, избегнување места со многу луѓе и избегнување контакт со веќе заболени. Епидемиолозите препорачуваат населението да не се лекува на своја рака, а доколку е потребно помош да се побара од матичниот лекар. 92 годишен жител на Гостиварски Градец го изгубил животот откако бил прегазен од трактор управуван од 76 годишник, додека поминувал по локален пат од Градец кон автопатот Тетово Гостивар. Увидот извршен потоа треба да ги покаже деталите како се случил настанот. Од полицијата информираа дека 52 годишен жител на Желино пријавил дека од 7 ноември не може да го најде својот 54 годишен брат.
Утрово товарен воз кој се движел на релација Гевгелија-Скопје во 8:30 часот излизгал при што се оштетени дел од колосеците, сигналите и вагонот. Комисијата за овид и расчистување на настанот е на терен при што ќе ги утврди причините поради кои се случил инцидентот, соопшти јавното претпријатие Македонски железници инфраструктура информирајќи за денешната железничка несреќа. Од дивиот премин кај Гевгелија на македонско-грчката граница во Грција се вратени 52 мигранти, а 89 се пред прифатниот центар на македонска територија, но не им се дозволува влез во земјава, информираат активисти на УНХЦР во Гевгелија. Тие велат дека македонската влада донела одлука според која им се дозволува влез во земјата само на бегалците кои доаѓаат од воени подрачја, односно од Сирија, Ирак и од Авганистан. Останатите мора да влезат во земјава по легален пат. Сопругот на родилката која почина во Гевгелиската болница Мите Кадиев денеска даваше исказ за кобната ноќ во Велешкото јавно обвинителство. Тој очекува брза судска разрешница за смртта на својата сопруга и нероденото бебе. Кадиев се надева дека на двајцата доктори ќе им се суди за убиство, посочувајќи дека немал никаков контакт со нив и наскоро ќе се види во судница. Јавното обвинителство во Велес даде налог за вештачење за да се утврди конкретната одговорност за виновниците за смртта на родилката Маја Кадиева и незиното бебе кои починаа за време на царски рез во болницата во Гевгелија. Анализите на крвта од МВР потврдија дека двајцата анестезиолози што ја почнале операцијата биле пијани на работното место. Кај едниот беа најдени 1,23 промили, а кај другиот 1,75 промили алкохол. Анестезиолозите добија отказ од работа, но не им беше одземена лиценцата. Целата документација беше доставена до јавното обвинителство во Велес кое го води случајот. Во склоп на неделата на млади во спортската сала Младост во Гостивар денес се одиграа спортски надпревари во одбојка и фудбал меѓу екипи од средните училишта. Средношколците од гостиварските училишта денес спортуваа и се надпреваруваа во одбојка и фудбал. Надпреварите што се одиграа во спортската сала Младост беа еден од низата настани организирани во рамки на неделата на млади, која во Гостивар започна минатиот петок. Преку организирањето спортски надпревари сакаме да испратиме порака до младината да биде физички активна, да го негува спортскиот дух и здравиот начин на живот, изјави Сефер Селими, координатор на Општинскиот младински совет. Денеска сме тука во предпоследниот ден на неделата на млади и се одвиваат две финални игри. Финална игра од одбојка за женски во средните училишта во градот и финална игра на фудбал исто така на средните училишта. Утре со последната активност која е солемна вечер на Советот на млади го привршуваме неделата на млади. Преку овие активности очекуваме да ги поттикнеме младите да се занимаваат повеќе со спорт и преку тоа да водат поздрав и подобар живот. Во склоп на неделата на млади секој ден се случуваа разни настани, изложби, поетско читање, хуманитарни акции. Организаторите оценуваат дека манифестацијата ги исполнила нивните очекувања. Ја би го оценил целата недела на млади како многу успешна, поради тоа што имавме доста голем интерес, освен што имавме многу бројни активности и многу голем број од младите учествуваат директно во имплементација на истите проекти, а голем број исто така беа дел од тие како посетители. На свечената вечер утре ќе биде промовирано новото раководство на Советот на млади на Гостивар со 2-годишен мандат. Хаос во Приштина, судирите меѓу полицијата и демонстрантите продолжуваат. Приштинската политичка сцена е на чекор до граѓанска војна, тврдат за Спутник албански аналитичари. Приштинскиот парламент во последните месеци повеќе личи на воен полигон отколку на демократска институција. Судирите на опозицијата и властите на Косово кулминираа по 3 месеци, но и апсење на претениците на радикалната политичка опција самоопределување, кои го предводат целиот процес.
Енес Омерагич синоќа во Сревската населба Рајловац се самоубил во својата куќа која била опколена од полицијата. Предходно Омерагич во една обложувалница убил двајца припадници на оружените сили на Босна и Херцеговина и ранил уште еден војник, како и жена која работела во обложувалницата. Потоа тој стрелал во градски автобус при што го ранил шоферот како и двајца патници. Сараевските медиуми го идентификуваа напаѓачот како селафист, односно припадник на ултраконзервативната исламистичка идеологија која повикува на џихад во светот. Француското обвинителство соопшти денеска дека Абделхамид Абаут, кој беше осомничен дека ги организирал терористичките напади во Париз, бил убиен за време на полициската акција во предградието Сен-Дени. Француската полиција првично мислеше дека 28 годишниот белгиски милитант се наоѓа во Сирија, но истрагата ги однесе во куќа во Сен-Дени. Во полициската акција беа уапсени 8 лица. Францускиот премиер Мануел Валс ги предупреди денеска пратениците дека земјата се соочува со ризик од нови терористички напади, вклучително и со хемиско и биолошко оружје. Пратениците денеска дебатираат за предлогот на францускиот председател Франсуа Оланд. Вонредната состојба во земјата да биде продолжена и во наредните 3 месеци по смртоносните терористички напади во Париз на 13 ноември во кои загинаа 129 луѓе. Францускиот председател Франсуа Оланд денеска најостро ги осуди двата напади што се случија вчера, едниот против еден еврејски професор, а другиот против една жена муслиманка. Нашата реакција на овие напади мора да биде најостра, па дури и безмилосна, бидејќи ова се однесува на целата наша национална заедница, изјави председателот споменувајќи агресијата врз жената и дивјачкиот напад врз професорот. Руските воздушни сили денеска изведоа масовни напади врз цели на исламската држава ширум Сирија, гаѓајќи ги со крстосувачки ракети, пренесоа руските медиуми. Русија денеска соопшти дека нејзините авиони гаѓаат и камиони со кои се превезува нафта и нафтени деривати, а им припаѓаат на исламската држава. Денес имавме сончево време со слаб до умерен јужен ветер. Утринската температура се движеше од -1 до 7 степени, а дневната од 18 до 24 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен југозападен ветер. Утринската температура ќе се движи од 0 до 7 степени, а дневната од 18 до 22 степени. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.